Договорот за добрососедство со Бугарија ги изреволтира македонските граѓани, бидејќи, како што велат, не знаат што содржи. Според нив јавноста има право да знае повеќе за ваков вид на договори, а со оглед на тоа што нема никакви официјални податоци, голем дел од нив се со негативен став. Велат дека вакво нешто би било штетно за државата и би можело да го загрози нашиот идентитет. Окупатор. Со германските нацистки снаги. Бил окупатор? Окупатор јас знам. Како што се слушам од стајарта. Тие се знае дека се биле окупатори и тука нема дискусија. Дали Македонија и Бугарија имат заедничка историја? Заедничка историја? Не. Чиј празник е Илинден? Илинден е наш празник, не е на бугари. Илинденското восстание е македонски празник. Дали тие имали улога на ослободители или окупатори во Тие Македонија? во Втората светска војна. Прво беа на страната на Германија. Во вториот дел, од 44-45 беа против Германија. Вчера Заев го презентираше нацрт договорот пред пратениците на седницата на Комисијата за надворешна политика затворена за јавноста, со образложение дека во оваа фаза договорот е класифициран и може да претрпи одредени измени. Договорот е добар за националните интереси на Република Македонија. Од држава со проблеми стануваме држава што ги решава проблемите. Ја зајакнуваме нашата позиција во регионот и во меѓународните односи. Со договорот, владата на Република Македонија уште еднаш ја афирмира посебноста на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Во договорот нема дилеми дека се работи за две држави, два народи и два јазици. Со договорот се отварат нови перспективи на соработка со соседите и за врзување на процесот на интеграција во Европската Унија и НАТО. Со потпишување на договорот, ние стануваме пример за соработка во Југоисточна Европа. Ретки се државите во регионот кои отворените прашања ги решаваат по сопствена волја, взаемно, ако има искрена волја и од другата страна, а при тоа не се за тоа потребни некои така наречени политички ташкаши кои што доаѓаат од меѓународни организации. Од ВМРО ДПМНЕ пак беа презентирани 5 забелешки во однос на договорот по одржаната затворена седница. Сметаат дека е потребно негово подобрување во интерес на Македонија и доколку тоа се случи и тие ќе го поддржат. Дали македонскиот народ, како конститутивен народ во Република Македонија, ќе биде споменат или нема да биде споменат во договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Второ, дали македонскиот јазик во овој билатерален договор помеѓу Софија и Скопје ќе биде споменат дека постои само заради постоењето на Уставот на Република Македонија или фразата за употребата на македонскиот јазик ќе биде таква дека македонскиот јазик има своја посебност независно од Уставот на Република Македонија. Третата забелешка беше дали господинот Заев е спремен да потпише билатерален договор кој што содржи најмалку еден член, кој што ние сметаме дека не е во согласност со членот 49 од Уставот на Република Македонија, кој што ја предвидува уставната обврска на државата да се грижи за македонците надвор од државата. Четвртата забелешка се однесуваше на фразата заедничка историја, каде што пратениците од Коалицијата за подобра Македонија сметаат дека би било многу подобро да има една поширока фраза каде што ќе бидат истакнати и делот на заедничката и делот на посебните истории. Се предвидуваат многу повеќе права за Република Бугарија како страна во овој договор, а многу повеќе ограничувања, рестрикции и обврски за Република Македонија како страна во овој договор. Македонија и Бугарија се уште преговараат и околу датум кога ќе биде потпишан договорот, иако неофицијално се очекува тоа да се случи на 1 август. Договорот за добрососедство ќе стане полноважен откако ќе биде ратификуван и во бугарското и во македонското собрание.